Здраво на сите мои омилени љубители на тарото. Добре дојдовте на Тарот каналот на убавите изненадувања, а најубавото изненадување е нашето ново видео, видеото со број 20. Вашата омилена домаќинка, Lady G, ви посакува топло да придете. Постои нешто што всушност до сега никогаш не сум ви го кажала. Овој канал го започнав со помош од пријател. Би сакала во оваа ситуација да му кажам едно големо благодарам за целата помош и поддршка во мојата досегашна работа. Истовремено би сакала да се заблагодарам на моите деца, што ме трпат додека снимам во дневната соба која припаѓа на сите мамо и посебно на син за сите лекции по монтажа на видеоматеријал. На крајот, најголемото и најубавото благодарам на целата моја публика, на сите што ме поддржуваат, знаени и незнаени јунаци, ми го стоплувате срцето, кога ќе видам колку луѓе се претплатили и кога видам колку лајкови имам на видеото. Ви благодарам и се надевам дека и понатаму ќе соработуваме добро и доколку не сте ме заследиле, ве молам заследете во каналот. И стиснете го звончето. Благодарам. Видеово ќе се состои од два дела. Во првиот дел ќе разгледаме едно прашање кое што многу често се поставува од страна на оние на кои им се гледа, а потоа ќе направиме едно гледање на тарот карти. Ајде прво со прашањето. Најчесто после секое гледање, луѓето прашуваат колку е објективно гледањето. Дали навистина таротот точно предвидел, односно колку е точно и колку ќе се оствари тоа што тарот картите покажале. Сега. Луѓето најчесто доаѓаат од две причини. Првата причина е кога нешто им недостасува во животот, дали е тоа партнер, работа, пари и така натаму, па доаѓаат помалку надеж дека тоа нешто навистина ќе се појави во блиска или подалечна иднина. А другото е кога имаат повеќе опции и треба да изберат една од нив, па да видат која е најдобра. Многу од нив очекуваат таротот да донесе одлуката за нив, а исто така голем дел од нив очекуваат таротот да им го каже точниот развој на настаните откако тие ќе направат одредена акција, односно да направи предвидување на иднината. Таротот не функционира на тој начин. Со гледање на тарот се занимавам повеќе од 10 години. И можам да ви кажам дека огромно влијание врз гледањето имаат околните енергии во моментот кога тоа се врши, начинот на кој што го поставувате или го формулирате прашањето, како и вашата слободна волја нормално. Гледањето ќе ви помогне да ви се изостри фокусот и да ви се испистрат можните перспективи. Ако например, поставите прашање колку ќе биде добра потенцијалната врска, таротот ќе ви излиста сите позитивни, односно најважните позитивни аспекти од таа потенцијална врска. Истовремено, ако се сомневате и ако поставите прашање дали ќе имате проблеми во некоја врска, таротот исто така ќе ви ги наброи можните, потенцијалните негативни аспекти на одредена врска. Најдобро би било, според мене, да се постави поопшто прашањето, односно да се каже што би можел да очекувам од таа потенцијална врска.
или како би можело да се развива некоја потенцијална врска. Истото се однесува и за врската или настанот со кој што не сте задоволни и сакате да ги напуштите. Кога сме преоптоварени во некоја врска или во одредена ситуација, не сме во состојба да ги согледаме објективно сите позитивни и негативни аспекти. И во таква ситуација, тука ги имаме тарот картите да ни го разбистрат фокусот, да ни покажат кои аспекти се важни, на што треба да обрнеме внимание. Врз основа на сите тие податоци, ние, а не таротот. Значи, ние ќе бидеме тие кои што ќе си ја донесеме одлуката, затоа што ние сме господари на сопствениот живот. Ја имате мапата, ги имате сите податоци, ги имате тарот картите, да ви бидат светилка која ќе осветли се што е важно или најважното што треба да го знаете во дадената ситуација. И така можете спокојно и безбедно да си ја донесете најдобрата одлука. И на крајот, да запамтиме. Било која опција, било која одлука и било која акција што ќе ја превземете е подобра отколку само да размислувате и да не превземете ниту една. Затоа што никогаш не можете да погрешите и патот никогаш не завршува. Сега да преминеме на гледањето. За сите вас што се соочувате со ситуација на прекинување на одредена врска, без разлика каква е природата на таа врска, имам едно интересно гледање. Тарот гледање за прекинување на врската и како да продолжиме понатаму. Здраво на групата број 1, која што е представена со овој прекрасен тиркис, ова прекрасно сино-зелено камче, кое што е волшебно уште од древни времиња и представува мудрост, смиреност, заштита, среќа и надеж. И картата на пустинскиот човек, тој што размислува. Како сте ми вие мене денес? Пишете ми кој сте, од каде сте, што правите, што ве радува, како си поминавте денес. Сакам да знам кој е од другата страна, сакам да знам кој ме гледа, кажете ми. Ви благодарам. Сега, ајде да видиме што се случува со ова прекинување на врската и зошто сте ја прекинали, како и како да продолжите понатаму. Одиме. Да видиме. Вистинската причина
Јас гледам тука многу страст. Гледам тука една сирова, една шешка енергија, исполнета со страст, која што најверојатно представува страв за некого и тој некој си се прибрал, ја собрал опашката и да го нема. Секој има право, секој господар на својот живот има право да прави што сака. Така што нема што да се замеруваме. Што е тоа што жалите? Значи имате некои работи за кои што ви е жал, поврзани со прекинувањето на оваа врска. Тоа е сите оние моменти кои што ги посакувате. Посакувате да споделите уште многу моменти со оваа личност, очигледно ви значи многу. Бидејќи знаете дека кога ќе заминете од овој свет, со себе ја понесувате својата душа, сите сеќавања кои сте ги споделиле со луѓето што ги сакате. И затоа вашата душа има уште потреба од споделување на уште такви убави емоции во оваа врска. Што е лошото во оваа врска? Или што било, на што не било баш толку добро? Не сакате ни самите да признаете. А знаете, длабоко во себе знаете што е она што не чини во врската. Морате тоа да го расчистите. Морате да седнете сами, да размислувате и да чувствувате за да стигнете до она што не било добро во врската. Бидејќи прифаќањето е клучот на постигнување на внатрешниот мир. Мора да ги прифатиме работите какви што се и не можеме да промениме тоа што не е во наша контрола. Додека не го постигнете тој внатрешен мир, нема да видите во состојба да градите ништо ново. Седнете, опуштете се и стигнете до вашите одговори. Ако треба, земете си тетрадка, пенкалце, ако ви е полесно така, пишувајте. Или застанете пред огледало и разговарајте со себе. Ќе дојдете до одговорот. Не треба да заборавите, односно треба да се сеќавате кои сте вие. Кои сте вие на вистина. Дека сте една огромна сила, една огромна енергија која што создава. Дека треба да погледнете длабоко во себе. Да најдете што е тоа што прави да се чувствувате така како што се чувствувате сега. Истражете. Затоа што можете да дојдете до сите информации. Се е во вас. Се тргнува од вас и завршува тука. Така што имајте го тоа ново. Зашто вие дефинитивно ќе се оддалечите. Ќе се оддалечите од таа личност. И мој совет ви е да се предадете, односно
да пуштите старото да си замине. Затоа што универзумот не познава вакуум. Тогаш кога ќе опуштите старото да замине, верувајте, новото многу брзо ќе биде со вас и до вас. Ќе се изградите повторно, значи повторно ќе застанете на нозе, ќе бидете среќни и од тоа ќе ви помогнат сите ваши пријатели. Дури оние кои сте ги заборавиле, може би, додека сте биле предадени комплетно на таа некоја врска која што толку многу ви значела, ќе се појават повторно во вашиот живот и ќе ви помогнат. Ќе ви помогнат да застанете на нозе. И дали да ви кажам, многу брзо ќе продолжите. Многу брзо ќе продолжите, затоа што картите ви кажуваат дека вашата сродна душа е близко до вас. Затоа бидете смирени, опуштете се, бидете среќни, ослободете се од старото. Затоа што новото чека, тропа на врата. Вика, ајде, како не гледаш дека ова ќе биде супер. Навистина ќе биде супер. Новото ќе биде супер. Ајде сега да видиме ангелските карти што имаат да не советуваат. Моја убава група на мудроста и на заштитата, смиреноста, на надежда. Што ќе кажат ангелските карти? Морам да ви го покажам. Видете го, видете ова прекрасна жена. Вистинската љубов вие сте многу романтични. Значи, вие во мојава група број 1 сте многу романтични и тоа ќе го поттикне универзумот да ви донесе вистинска љубов. Значи, овде како оваа група сум сигурна дека се работи за романтична љубов. Така што, ова е одличен завршиток на ова гледање. Група број 1 ве очекува прекрасна љубов. Толку за сега. Ве поздравувам. Чао! Група број 2. Добар ден, убав ден. Здраво на сите. Па како сте ми вие денес? Пишете ми доле во коментари или испратете ми имејл. Сакам да знам како сте, сакам да знам кои сте, од каде сте, што правите. Пишувајте ми, сакам да знам со кого правам муабет во моментов. Вас ве представува Цитринчето. Цитринчето е едно жолто упаво каменче, кое што е камен на светлината, на среќата и на богатството. Прекрасно. И поврзано е со картата на тркалото на среќата. Добро. Значи, среќа, тоа ќе... Ајде да видиме, да истражиме што се случува со прекинувањето на оваа врска. Зашто побогу оваа врска се прекинала и како да продолжите понатаму. Вистинската причина зошто оваа врска се прекинала е тоа што некаде се изградила некоја друга врска која што е многу исполнета со страст.
имам чувство дека вие, драги мои, драга моја група број 2, сте у позицијата која што нашла некоја страст и била принудена да прекине некоја друга врска. Да видиме зашто ви е жал. Жал ви е за сите неисполнети сништа. За целата онаа верба што сте имале во претходната врска. За се што сте, како сте го истуриле срцето таму, како сте дале се од себе. Ама немојте да тагувате. Јас сум сигурна дека и покрај се што се случило во таа врска сепак имало убави моменти. И тие убави моменти и таа енергија што се створила во таа врска, иако и дошло време да заврши, кога ќе се минете од овој свет, ќе си ги понесете со себе. Остануваат само убавите работи. Убавата енергија ќе си ја понесете со себе. Да видиме таа врска уште на старт имала некои несогласувања. Некои работи кои што вие сте се труделе, сте се мачеле и сте давале од се од себе да се исправат, да тргне работата како што треба. Ама се случувале. Се до моментот додека не сте сватиле. И додека не сте прифатиле некои работи, дека се такви какви што се, дека не можете да ги менувате другите луѓе, дека можете да се смените само себе си. И нормално е дека кога тоа ќе го сватите и ќе го прифатите, најверојатно ќе се појави нешто друго и нешто поубаво и нешто попривлечно и нешто исполнето со страст. И ве разбирам комплетно. Затоа што понекогаш мора да заборавиме на старото за новото да влезе во нашиот живот. Затоа што ние сме креатори на нашата судбина. Ние го имаме кормилото на нашиот живот во нашите раце. Ние раководиме со тоа што ќе се случи. Ќе се оддалечите. Очигледно е дека ќе се оддалечите од таа личност со која што сте биле до сега. И треба да бидете благодарни. Треба да бидете благодарни за сето она што сте го добиле во таа врска. Истовремено да дадете благодарност на сето она што е ново и возбудливо и што доаѓа во вашиот живот. Да знаете дека заслужувате, на вистина сте вредни и заслужувате да го добиете она што вашето срце го посакува. Ќе се повратите, ќе ви помогне многу новата љубов, новата енергија да се повратите, затоа што иако имало работи што не чинеле во претходната врска, имало и убави работи и секако дека разделувате со тие убави работи ќе ве потиштува, но ќе успеете да застанете на нозе. И она што би ви препорачала, она што картите го препорачуваат, е да се ослободите
од негативната енергија. Затоа што универзумот не знае дека негативната енергија е врзана со тоа што поминало. Едноставно ја гледа и ја чувствува кај вас и ќе ги симнува можностите за убав однос во новата врска. Колку и вие да ја посакувате и да ви е убаво во неа. Така што ослободете се. Простете си себе си, простете и на другата личност и продолжите со животот, а кога продолжувате со животот, погледнувате во вашето срце. Така ќе продолжите. Затоа што кога ќе навлезете длабоко во срцето и ќе погледнете во срцето, ќе сватите дека тука се крие љубов. Љубов што е длабока како океанот. Љубов што ништо не може да ја уништи. Што и да се случи, таа е секогаш тука за вас. Затоа секогаш навраќајте се на љубовта во срцето. И сега да ги прашаме ангелските карти што има тие да ве советуваат. Сигурна сум дека имаат тие некаков совет за вас. И тоа како? Па нормално цитрина кавенот на среќата. Светла иднина. Ангелската карта ви советува да престанете да се грижите. Следете го своето срце. Се ќе биде во ред. Се е во ред. И тоа е се за денес. За сега, драга моја група 2 со цитринчето, ви благодарам што бевте тука и ве здравувам. Одиме со група број 3, представена со розевиот кварц, кој што е љубовен магнет, кој што привлекува било каква љубов, кој што ќе привлече секоја љубов која што ви е потребна, и со двата пехара повторно поврзани со љубовта. Пред да почнеме со гледањето, сакам само да ве замолам да ми пишете коментар долу или испратете ми имейл и кажете ми како сте, кажете ми кој сте, сакам да знам со кого спорувам, со кого комуницирам. Ајде сега да ги прашаме картите, што се случува, зошто се случило тоа раскинување, тоа прекинување на врската, што можете да направите за да продолжите, за да ви биде полесно понатаму во животот. Да ги прашаме што имаат картите да ни кажат. Ајде да видиме. Прво, која е вистинската причина? Зошто сте раскинале? Причината е тоа што вие сте свесни дека сте моќна личност. Дека кога ќе кажете да, е да. Но истовремено, кога имате желба, имате и моќ да кажете не. И кога нешто не ви се допаѓа, а очигледно не ви се допаѓало, ја имате таа моќ да кажете не и да заминете и да оставите се што не ви се допаѓа. Очигледно е, како и при секој прекинување, нели, во врската имало и убави работи, не биле само лоши работи. Очигледно е дека некои работи не биле баш како што требаат. И заради тоа жалите. Она што треба да го имате на ум. Не само во оваа врска. За било која врска. Е
можноста нешто да се проектира. Бидејќи треба сите да бидеме свесни дека кога нешто ни се допаѓа кај другата личност, тоа е истата таа работа што ние ја сакаме и ни се допаѓа кај нас. Но важен момент, кога не ни се допаѓа, важи истото. Тоа што не ви се допаѓа кај некој друг, убаво да го разгледате и да видите каде се наоѓа во однос на вас. Ќе најдете многу работи за кои што не сте ни биле свесни дека постојат. Во оваа врска, вие одамна, ама одамна, уште додека сте биле заедно, сте заминале. Сте го оставиле тоа што било помеѓу вас назад. И во ред, тоа е ваша одлука, тоа е ваш живот, вие сте господарот на вашиот живот. Гледам дека ви се отвора нов пат. Ви се отвора нов пат и треба да го прифатите новиот пат. И треба да сватите дека вие сте креатор на својот живот и дека очигледно нешто не ви се допаѓало, ама кога нешто не ви се допаѓа, автоматски знаете што е тоа што го посакувате и што е тоа што ви се допаѓа. И можам да видам од картиве дека малото ангелче со стрелата е овака затегнато и дека стрелата на Купидон само што не ме побудила. Значи нема да имате многу време да се дистанцирате, да се критикувате, да не се прифаќате. Седнете, опуштете се и сватете дека секој може да погреши и дека треба да простиме и на другите, да си простиме и себе си и да продолжиме натаму. Мора да си ја исчистите енергијата за да можете среќни и полетни да влезете во новата врска. Немојте да донесувате одлуки врз основа на чувство на вина или на чувство дека нешто мора да направите. Ништо не мора да направите. Верувајте ми. Затоа реков, исчистете си енергијата и се ќе биде во ред и ќе застанете на нозе и ќе продолжите таму кај што сакате да бидете и кај што срцето ви е. И тоа сушност ќе представува огромна трансформација. Вашата љубов, значи љубовта која што се наоѓа во вас, ќе ви помогне да се трансформирате во нешто прекрасно. Ќе видите дека она што ќе дојде ќе направи од вас сосема нова особа. Ќе бидете толку сретни. Многу ми е мило. Затоа е тука и ова кристалчево розевиот кварц. Ајде да видиме. Ангелските карти имаат исто нешто да ви порачаат, да видиме што е тоа што имаат да ви го порачаат ангелските карти. Ангелските карти сакаат да ви кажат дека животот се движи во циклуси. Оди нагоре, надолу, се врти. Некогаш сте погоре, некогаш имате поголема енергија, поубави мисли, поубави емоции, некогаш паѓате. Ако во моментов ви се чини дека сте на дното, немојте
немојте да се нервирате. Се е во ред и се ќе биде во ред. Многу скоро тркалото ќе се заврти и многу скоро ќе бидете со една прекрасна личност на вечера. Во рацете ќе ги држите чашите со прекрасно вино и ќе имате прекрасен муабет, длабок, убав, со романтични моменти, со моменти на кои ќе се сеќавате до крајот на животот и понатаму ќе си ги понесете со себе. Тоа е тоа. Група 3. Ви благодарам што бевте со мене и ќе се видиме наскоро. Поздрав! Чао! Еј, група 4, па каде сте ми вие? Како сте? Пишете ми како сте, кои сте, од каде сте. Сакам да знам со кого правам муабет. Сакам да знам на кого гледам. Инаку, вашата група е представена со прозирниот кварц. Прозирниот кварц, кој што представува групата 4, е универзален исцелувач. Тој се поврзува со сите чакри на телото и прави баланс и хармонија во целото тело. И плюс тука имате картата на умереноста, која што нормално се поврзува со балансот и со хармонијата. Ајде да видиме група број 4, група на прозирниот кварц. Што е тоа што предизвикало да се прекине или да размислувате во правец на прекинување на одредена врска? Како ќе се чувствувате? Како да се подигнете себе си? И како да продолжите понатаму во оваа врска? Да видиме што ќе ни кажат картите. Видиме прво која е вистинската причина. Со што сте ми раскинале или зошто размислувате? Многу се критикувате, а? Критични еден кон друг или едниот или двајцата. Некој многу критикува. Моја препорака за тој што критикува. И препорака од картите, во суштина. Да престанете со критикување. Оној момент кога ќе се прифатите такви какви што сте, врската ќе влезе во една сосема поинаква енергија и во сосема поинаква фаза и ќе се одвива многу поубаво. Тоа под услов веќе да не сте прекинале, да не му скиснало на некој од претерано критикување. Има работи за кои што жалите. Жалите што сте направиле некои потези затоа што сте чувствувале дека морате или затоа што сте чувствувале дека сте принудени да го правите тоа или затоа што некој ве притискал да се однесувате на овој или оној начин. Треба да си бидете верни на себе си. Треба да го слушате своето срце и во животот да се движите напред слушајќи го собственото срце. Оваа врска, иако ви донела многу несреќа, иако ве направила многу тажни, многу нервозни, сепак да придонела да осознаете некои работи за себе и да доживеете прекрасна трансформација. Може би во моментов, бидејќи не се чувствувате добро, не сте свесни и не можете да видите на кој начин сте отишле во добра насока, ама многу брзо ќе ви стане јасно откако ќе се опуштите, откако ќе видите дека сте силни, дека сте креатор на својата судбина, ќе сватите дека таа ви помогнала да израснете
таа ќе ви помогне кон себе да привлечете личност која што многу повеќе ви одговара. Личност која што е многу послична на вас и која што ќе ви помогне многу повеќе да се развивате во овој момент во насока која што е добра за вас. И сега ќе почнете да се дистанцирате. Почнете да се дистанцирате и ќе бидете свесни дека на овој свет постои некој што ве сака. На овој свет постои многу љубов, многу светлина, многу убави информации, многу убава енергија насочена кон вас. И тоа ќе го искористите. Сигурна сум. Сигурна сум дека ќе дојдете до тој момент кога ќе сватите дека имате поддршка од универзумот и дека се е во ред и дека сте на добар пат. Ќе си дадете време да застанете на нозе, да се почувствувате силни и да се стабилизирате, да си обновите енергијата и да продолжите по патот кој што е само ваш и кој што е единствен. И тоа ќе го направите на тој начин што ќе сватите дека не можете цврсто да се држите. Контрола, дисциплина, сакај ме, држи ме. Ќе сватите дека може да се отпушти тоа што е старото и дека новото што ќе дојде ќе биде навистина прекрасно. Ќе имате време. Ќе имате време да ја постигнете таа фаза. Ќе се случи и ќе биде многу убаво. Ајде да ги прашаме ангелските карти што имаат да додадат. Имаме едни други убави картички, кои што исто така ќе ви дадат совет како и што понатаму. Ајде да видиме што имаат тие да кажат. Советот од овие карти е да бидете силни. Бидете силни. Вие сте посилни од она што мислите дека сте и вашата сила, која што зрачи од секоја ваша клетка, ќе ви помогне да стигнете до среќниот исход. Тоа е тоа. За мојата прекрасна група број 4 со продирниот кварц. Ви благодарам што бевте со мене и се гледаме наскоро. Чао! Здраво на групата број 5. Тоа е групата со месечевиот камен и групата што ја представува царицата. Пред да почнеме, би сакала да ве запрашам кои сте, од каде сте, какви се вашите надежи, што е тоа што го посекувате во животот. Пишете ми, оставете коментар доле или испратете ми имейл. Сакам да знам на кого гледам. Ајде да видиме. Месечевиот камен, овој прекрасен, тој волшебен камен кој ве поврзува со вашата женска енергија, со вашата женственост и со вашата внатрешна божица. Тоа е каменот кој што ги поврзува заљубените, ама од женската страна. И затоа тука ја имаме картата на царицата, се разбира, царицата е таа која што исто така представува женственост. Кога се појавува во гледање, може да означи или да најави бременост. Ајде сега да видиме какво било ова раскинување или кој размислува и зошто размислува за прекинување на некоја врска со некого. Да видиме што се случува тука и како ќе продолжите понатаму. Прво, да видиме што е вистинската причина зошто
сте раскинале. Емоции. Значи, овдека е жешко оваа врска. Многу јаки емоции. Емоциите се прекрасна работа. Убаво е. Убаво е чувството. Кога сакаме некој, кога не сака некој, кога сме заедно. Но исто така, емоциите можат да стават до ситуација да ти се замагли да гледаш погрешно. Да. Некогаш можат да стават до ситуација да бидеш негативен, да бидеш љубоморен и дури и да презираш некого. Ослободете се. Ослободете се од тие таквите емоции, не заради другиот, не заради едната врска, заради вас самите. Постигнете си мир и постигнете си добро здравје. Да видиме зашто жалите. Жалите затоа што сте свесни дека имате многу да дадете и сакате да го дадете тоа. Вашето срце е полно со извира на сите страни. Толку многу имате желба. Ама може би баш тоа што имате толкава желба ве тера многу рано во врската да се предадете. Многу рано да запнете. Ајде, види ме, те сакам, види ме колку те сакам. Полека. Take it easy. Значи, секоја врска има и добри. Има и лоши страни. Треба да знаеме како и со тие. Треба да сватиме дека секоја врска, особено ако е убава и ако е добра, е света. И треба да ја почитуваме. И кога се случуваат убави и кога се случуваат и неубави страни. Затоа што во врската сте тука за да исполни некоја ваша потреба. Имате некој со вас кој што сака да ви биде вам убаво. Почитувајте врската. И сватете дека вие сте креатор на сопствената судбина. Разберете го тоа. Запамтите кои сте вие на вистина. Запамтете дека секогаш треба да бидете во баланс. Што значи тоа да бидете во баланс? Тоа значи дека треба да ги прифатите и добрите и лоши страни што ги имате и дека треба, кога веќе сакате да бидете со некоја врска, да бидете компатибилни. Што значи тоа да бидете компатибилни? Тука многу луѓе грешат кога ќе речат ние сме компатибилни, ние сме исти. Не. Не значи да размислувате исто и да правите исти работи. Можете да правите и различни работи и сепак да бидете компатибилни, затоа што да бидете компатибилни не значи да бидете клон и да немате свој став. Ако немате свој став, после известно време на тој што е со вас во врската, ќе му стане досадно. И ќе рече јас со јас. Досадно, брате, ми треба нешто што ќе ме раздвижи. Нешто што ќе биде различно од мене, нешто што ќе ми додаде друг квалитет кој што јас не можам да го дадам во врската. Ќе се оддалечите и ќе сватите дека кога е срцето во прашање и кога се сака и кога сакате некого, не постои исправно и погрешно. Срцето сака. Секој избор
што ќе го направите во животот. Секоја работа што ќе направите ќе придонесе да станете подобра личност. Каков и да ви е изборот. Дури и ако направите нешто што не сакате и сватите дека тоа не е добро, тоа ќе придонесе да знаете што е тоа што го сакате и што е тоа што ќе ве води напред во животот. Ќе се изградите одговорот како да го направите тоа, како да застанете, е во вашето срце. Вашето срце и вашата душа го знаат вашиот вистински пат. И тие ќе ве водат. Затоа, осамувајте се, затворете ги очите, опуштете се, дозволете на вашето срце да ви зборува. Дозволете да ви каже што сака, што не сака, на каде сака да се движи. И како ќе се движи? Така што ќе дозволи сите негативни мисли, се она неубаво што се створило околу вас, се залепило за вас, да се растопи под светлината на сонцето. И со тоа да отвори можности за создавање на нешто друго и за создавање на нешто поубаво во вашиот живот. Ајде сега да ги прашаме ангелските карти што имам да додадат, затоа што сигурна сум дека и тие имаат да ви кажат нешто убаво. Да видиме што е тоа убаво на ангелските карти. Ангелските карти велат дека ќе продолжите на тој начин што ќе се предадете на природата. Може би ќе правите долги прошетки. Може би имате некој парче земја, па ќе работите и ќе посадите нешто. Или ќе отгледувате нешто. Или едноставно ќе се шетате во некој парк. Тоа што ќе го правите ќе биде поврзано со природата. Природата ќе ве наполни со убава енергија. Ќе го исчисти сето тоа што треба да се исчисти од вас и ќе ви помогне да тргнете кон поубава иднина. Тоа е тоа, моја прекрасна група, број 5. Групата со месечевиот камен ве поздравувам и се гледаме наскоро. Поздрав, чао! Група број 6. Здраво, дечки, како сте? Пишете ми долу во коментарите или испратете ми мејл. Кажете ми како сте, од каде сте, што работите. Сакам да знам на кого гледам. Сакам да знам кои сте вие. Група 6 представена со кристалот Син песок. Син песок, видите колку е прекрасен, светка, убав. Синиот песок и со императорот, со царот. Синиот песок во својата суштина ја содржи амбицијата и прифаќањето и вербата. Ајде сега да видиме што се случува со картите и да видиме како тоа и зошто вие размислувате да прекинете некоја врска или веќе сте ја прекинале. И на крајот на краиштата, кога веќе сте ја прекинале, ако веќе сте ја прекинале, како да продолжите понатаму? Одиме. Вистинската причина за прекинот на оваа врска е тоа што некој се закачил како крвеш
И кога некој ќе се залепи за некоја врска, буквално ја исцицува енергијата од другиот. Може да се случи и двајцата да го прават тоа взаемно. Како и да е, не чини таа врска и таа врска брзо ќе се прекине. И треба да се разбере дека човек треба да го препушти тоа што било. Очигледно е дека не функционира. Ќе дојде нешто ново. Дали за нешто жалите? Жалите затоа што сте биле уверени, може би затоа така сте се однесувале, сте биле длабоко убедени дека се работи за ваша сродна душа. Да ви кажам нешто. Секоја врска ќе ви донесе нешто позитивно. И не постои само една сродна душа. Така што, оној момент кога ќе ја отпуштите таа врска, во која што веќе многу негативни работи се случиле, ама и тоа е добро, затоа што кога ќе се случи нешто негативно, научувате што е тоа што е позитивно, тоа што го сакате. Значи, кога тоа ќе го отпуштите, новото ќе си дојде. Имало и лоши работи во оваа врска. Нормално, затоа се прекинува. Многу обвинување. Многу притискање. Или некој, или двајцата во оваа врска имале чувство дека не можат да бидат тоа што навистина се. И знаете, кога некој ве привлекува, да, вие ќе правите отстапки, затоа што има работи што ви се допаѓаат. Меѓутоа, кога трае тоа долго, тогаш веќе не може да се истражи. И на крај човек ќе пукне и ќе каже извини, тоа сум јас, take it or leave it. Не заради злоба или одмаздување, просто затоа што едноставно не сме се познавале. Или некој се променил. Луѓето доживуваат промени, прифатете го тоа. Некој се променил, отишол во друга насока, ти си уште во стариот филм. Или ти одиш во некоја сосема друга насока, испратете се со љубов, поздравете се. Тоа е најдоброто. И запамти дека ти си креатор. Ти си креатор на својата судбина. И заради тоа изфрли од својот свет и од својата околина се што е критикување, се што е напаѓање. Затоа што ако тоа ти остане во твојот свет и ако ти се залепи, тоа ќе влијае на се што доаѓа понатаму. Така што да се изфрли критикувањето кое што води до несреќа, да се сака, да се почитува и да се прифати тоа што е со тебе. За тебе да ти биде убаво, нормално. Ќе се оддалечиш. Ќе се оддалечиш од оваа врска, ќе се оддалечите и ќе се осамиш некое време и ќе се преиспитуваш. Да видиш што е тоа што прави да се чувствуваш на овој начин. Ќе ги откриеш причините, ќе се запознаеш себе си повеќе и ќе запознаеш кој е твојот пат и патот на твојата душа и патот на твоето срце. И повторно ќе се изградиш. Ќе освоиш повторно својата слобода, она што почнало да фали. Во претходната врска ќе добиш својата слобода, ќе дишиш послободно.
станеш посвесен за тоа кој си ти и што посакуваш. И можам да ти потврдам дека те очекува нешто ново во животот и тоа ќе го прифатиш со отворени раце. Веќе гледам, ќе поминаш низ таа фаза на тагување, на прочистување и размислување и следува новото. Сега да ги прашаме ангелските карти. Знам дека и тие имаат порака за тебе. Може би 2. Нешто ми кажува. Во сите групи до сега имаше само една порака. Нешто ми кажува дека тука треба да отворам 2. Да видиме што е тоа што овие карти сакаат да ти кажат. Овие карти, како прво, ти кажуваат дека треба да се прочистиш. Многу нечисто се собрало, како во телото, така и во умот. Детоксификација на умот и на телото. За почеток. За да можеш во новото да влезеш прочистен. И да не влие тоа што било претходно, да не се проектира во новата врска. Друга работа. Дефинитивно оваа група има многу женски. Или женствена енергија. Поседувате божествени знаења кои што можат да помогнат на другите. Може би преку исцелување, може би преку спиритуално подочување. Тоа е нешто кое што е во вас, веќе го имате усвоено или е многу близко. Во секој случај, тука е, тоа е дел од вашиот пат, затоа картите ме поттикна да извадам уште една карта. Значи да ви кажам, да тргнете по патот на духовното, и да го споделувате со другите. Ученикот е спремен и тоа ще појавува учителот. Со тоа, драга моја група број 6, групата на синиот песок, амбицијата, прифаќањето и вербата, со тоа го завршуваме ова гледање. Ви посакувам убав ден, ви посакувам се најдобро и се гледаме наскоро. Поздрав! Чао! Тоа е се за денес. Ви благодарам што поминавте дел од вашето скапоцено време со нас и се надевам дека ќе се видиме наскоро. Доколку ви се допаѓа каналот, ве молам да следете ме и стиснете го звончето. Чао! Се гледаме!